Пето издание на фестивалот Крај Вардар Джез. Стигнавме до пето издание. Точно се работи за приказна нека која имавме јас и Мирко веќе долги години наназад. И заклучивме лани кога воопшто почнавме да го спремаме фестивалот, дека ако успееме да најдеме средства, барем минимални, да склопиме вечер во која би имале оркестар. Изборот падна на музиката на господинот Кире Костов, затоа што и јас и Мирко сметавме дека он е еден од доајените на македонската прво модерна поп музика, а второ и еден од доајените на македонскиот джез, мислам. Да не се лажеме, джезот во Македонија не е почнат 2022 или 2023 година, него датира многу од поназад. А господинот Кире Костов е еден од, да кажеме, перијаниците на македонската инструментална джез музика. Вака во разговори со Мирко рековме, добро, ова е човекот на кого треба да му посветиме концерт. Наредното беше да успееме да собереме луѓе кои би свиреле на концертот. Вечерва ќе изведеме неколку композиции, односно 8 или 9 композиции од Кире Костов. Дел од нив се инструментални, а дел од нив се вокални, но ќе бидат изведени во инструментална верзија од членовите на нашиот биг бенд. И сакаме да го одбележиме творештвото на Кире Костов. Иако е многу малце време за тоа, за да кажеме што се напиша Кире. Кире Костов е многу специфичен во својот джез пристап. Тој има композиции кои се типично джезерски за ваков состав, за биг бенд, но најмногу од нив се заснуваат на некои теми од македонски стари народни песни, изворни, но како преработки за биг бенд, но и негови оригинални теми кои исто се заснуваат на база на джез, на основите на джезот, меѓутоа со многу македонски фолклор вметнат тука. Неговите победнички песни кои оставија голем впечаток и кои повеќе од 30 години се вртат на програмите и мислам дека ќе останат за навек. Такви препознатливи рефрени, мислам дека можеше само Кире да прави кај нас.